ние како јавно предпријатие успеавме тие уништени клупи и кантички да ги вратиме во првобитна состојба, односно повторно да бидат намонтирани. Инаку во минатото се случувало да и самите клупи, корпи за отпадоци бидат фрлани во самата река, па подоцна екипите на јавното предпријатие истите да ги вадат и да ги монтираат. Основен проблем што представува во делот на урбаната опрема е што јавното предпријатие нема во програма ниту надлежност за санирање и реконструкција на истата урбана опрема која што ќе се уништи, туку со сопствени средства, бидејќи работиме на одржување на јавните површини, односно чистење на истите садови на смет, во рамки на нашите можности, доколку видиме дека има уништување или неодредена таква појава, во рамки на нашите можности, во рамки на нашите надлежности, вршиме санирање и враќање во првобитна состојба. Меѓутоа, доколку станува збор за посериозно оштетување и набавка на одредени материјали кои што ќе бидат потребни за дополнително санирање, тоа јавното предпријатие нема да може да го изврши. Мислам дека веќе општина Куманово има и распишана постапка за наемување на фирма, односно избор на фирма понудувач која што ќе врши санација на детските катчиња, на урбаната опрема која што е поставена на територија на општина Куманово, и тоа ќе биде во рамки на општина Куманово. Меѓутоа, сепак морам да потенцирам, значи сериозни средства се издвојуваат за монтирање на таа урбана опрема, за формирање на детски капчиња кои што се пари на граѓаните. Значи тоа не се пари на било кој, од пари на граѓаните кои што плаќаат таноци, со тие пари се монтираат и се постуваат тие клупи, урбана опрема, се со цел да граѓаните и оние најмалите имаат можност за рекреација. И еве ќе искористам ова прилика да упатам апел, сигурно дека тоа нема да допре до тие несовесни граѓани, меѓутоа може оние совесни граѓани кои што ќе забележат таква појава да пријават во општина Куманово, да пријават во СВР Куманово, кои што се надлежни за чување на јавниот ред и мир на територија на општина Куманово, а би упатил и еден апел до самото СВР Куманово за поголем број на присутни позорникари, полицајци на самите јавни површини кои што ќе се грижат за зачувување на самата урбана опрема. Значи, во рамки на веб-сајтот на општина Куманово има и сајт за електронски пријави и секако дека тие пријави треба да останат анонимни. До сега немаме забележено случај да некој кој што пријавил подоцна е кажан. Меѓутоа, истото тоа може да се стори со телефонски повик, каде што анонимно самите граѓани може да пријават. Често пати во разговор со граѓаните, јас лично сум потенцирал дека секој таков настан, бидејќи мојот телефонски број е јавно достапен на сите, можат слободно да пријават кај мене, а подоцна лично јас од моје име во рамки на како представник на институцијата јавно предпријатие Чистота и зеленило ќе пријавам во СВР Куманово. А сигурно дека тие граѓани ќе останат анонимни, нивното име нема да се знае.